се возачи за посебни релации со соодветни квалификации. Најдобрите ни требаат за нашите булдожери, трактори, комбајни, камиони, автобуси ни требаат. Возачи, совесни, одговорни, здрави и мудри ни требаат. Возачи, внимателни, предпазливи, добри и мудри ни требаат. Возачи, сигурни, снаодливи, цврсти и вредни ни требаат. Возачи, искусни, доверливи, силни и вешти. Се викам Клисарова Ана, земав часови за обука за возач од Б категорија возила и еве сега вежбам и се надевам дека и сакам викам што побрзо да го положам испитот. Лани купив застава Југо 55 и веднаш сакав да го обиколам сиот свет. Но морав прво да ја ставам в джеб исправата за возач категорија Б. Почнав од А до Ш си прикачи табличка Л. Хвачило, пушти, стисни, појди пали запри во лер, 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 лер. Почнав од А до Ш си прикачи табличка Л. Хвачило, пушти, стисни, појди пали запри во лер, лер, лер. Запри во лер. Паркирање рачна рикверц вежбав секој ден. Инструкторот ми рече, браво момче, добро е. Според законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, под појмот возач се подразбира лице кое управува со возило, независно од тоа дали поседува возачка дозвола или не. Од оваа дефиниција произлегува и содржината на занимањето возач на моторно возило, дека таа се состои во управување со моторно возило. Занимањето возач на моторно возило од секогаш било и денеска е усталено во списокот на занимањата со еднаков статус како и сите други занимања. По однос на значењето на тоа занимање, треба да се види значењето на сообраќајот од општествено-економски аспект како стопанска гранка, односно дејност, и општественото значење на безбедноста во сообраќајот, па според значењата нивни да се определи и значењето на возачкиот занат. Одамна е минато времето кога шоферскиот занат беше гледан како низок во однос на другите занаети, а според занаетите така беа гледани и луѓето кои ги обавуваја тие занаети. Денеска, во денешни услови на сообраќај, да се биде возач на моторно возило, тоа е вистинска чест и гордост. Лани купив застава Југо 55 и веднаш сакав да го обиколам сиот свет. Но морав прво да ја ставам в джеб исправата за возач категорија Б. Почнав од А до Ш си прикачи табличка Л. Сега се спремам за возачки испит. Веќе желба ми е да положам да бидам шофер. Работам како водач инструктор повеќе од 10 години во автошкола при Сојузно значите од Скопје. Се трудиме јас заедно со моите колеги што поверно и подобро да пренесеме знаењата на идните возачи, да бидат што поспремни во сообраќајот за безбедноста на сите нас. Инструкторот ми рече, браво момче, добро е. И студирав прописите по ред. Знаех се за иден возач категорија Б. Тестот и прва помош ги положи во прв пат. Но дури 5 пати јас
cik-cak. Благо е котевски водач во градски сообраќај. Ќе работам околу 15 години само оваа организација. Иначе имам вкупно работен стаж околу 30 години. За првиот трактор кога дојде така ме ставија како помошник тракториста. Ми се чини најубаво е као возач во меѓународна шпедиција и во тие други предпријатија, да речеме, као брза помош, тоа е една хумана работа, да речеме, возиш болни и во меѓународна шпедиција, каде минуваш Југославија и Европа, можда и Азија и други делови од светот, запознаваш, меѓутоа да е и напорна работа, е напорна, али е подобра. Занимањето возач на моторно возило е било зависно од категоризацијата на моторните возила. Јас зборувам само за моторните возила во патниот сообраќај. Тие моторни возила се категоризирани по категории според нивните конструкциони особености, според големината и според намената, така да тие моторни возила се поделени во категориите А, Б, С, Д и Е, како што е тоа познато. Во А категоријата спаѓа сите моторцикли со и без приколка, во Б категорија патничките автомобили и товарните автомобили чија најголема дозволена тежина не надминува 3500 килограми. Во С категорија товарните автомобили чија најголема дозволена тежина надминува 3500 килограми, во Д категорија автобусите. Порано постоеа две категории на возачи, професионалци и аматери, што од 70-та година наваму е отврлен тој термин, односно возачите се разликуваат само според овие категории на моторни возила што ги спомнав, а за кои категории се издаваат и возачки дозволи.
Возачкиот занат има своји убавини какви ги немаат другите занаети, а особено возачкиот занат овозможува широк радиус на движење, преку кој на возачот му се овозможува понашироко да се запознае со сопствената земја, како и делосветот, со делосветот, зависно од радиусот на движењето. Потоа, тој радиус на движење му овозможува снабдување на семејството со поевтини, поквалитетни артикли, оние што ги нема во местото и така натаму. Се ужива во природата, потоа зависно од наклоностите на возачот, возачкиот занат дава можности за низ авантури и така натаму. Vrtiš levo, vrtiš desno, gore dolo, napred, nazad, voziš besno. Den je, noć je, lete, zime, doždi magla, pato, cakaš da go mineš. Ovde bezna, tamo brdo, gornina, odolnina, meko, tvrdo. Svijom, dubka, luto vreme, po mrazi slana, pato, cakaš da go zemeš. Ej, vozaču, ne preteruvaj, daj, pozastani, ne zabrzuvaj. Ej, vozaču, ne preteruvaj, daj, pozastani, ne zabrzuvaj. Voziš, lutaš, juriš, itaš, istok, zapad, jug i sever, bezden skitaš. Suva hrana, voda, šiše, osnu figura, pato, cakaš da go zbrišeš. Stoka, odrom, karpa, šuma, osojnica, tvorojnica, buka, guma. Tunel, prevoj, mugra, zora, po sneg, vetar, pato, da go zgrabiš moraš. Ej, vozaču, ne preteruvaj, daj, pozastani, ne zabrzuvaj. Ej, vozaču, ne preteruvaj, daj, pozastani, ne zabrzuvaj. Ej, vozaču, ne preteruvaj, daj, pozastani, ne zabrzuvaj. Нашава работа е таква што се работи со народ, со секој вид народ. И многу е тешко тоа кога ќе испадне хитна покана, што друг ти диктира, лекарот е одговорен за поканата и он ти кажува дали да возиш брзо или полек. И многу треба внимателно возење, иако одиме под сирени, под плаво светоподавар, ние мора на семафори да пазиме пак. Ние сме тие што мора да водиме рачун и за другите учесници во сообраќајот. Jer ima takvi vozači što uopšte ne obrnуваат внимание на сирени, на ништо. Тоа е тука таа разлика меѓу возач во брза помош што вози брза помош и возач аматер што вози лека кола.
Ja sam vozač od 54. godina. Pa sve navaka do svega, inače se vikam Maksimovski Stoje. Roden sam 18.1.35. godina u Straci. Ajde će momentalno živem 20 godina u Skoplje. Pa sam vozili kiperi i šleper sam vozil 7 godine. 10 godina sam na autobus. Problemi da ima u saobraćaj. Ali ako čovjek počituje propisite i znacite, ne bi malo toliko probleme da ima. Ali mi ponekad i ne počituvamo, ne? A inači, sa ljudi malce je poteško da rukuje čovjek. Ipak treba da vidiš psihijatra, da ga počitaš čovjeka. I tako da mu iskočiš u susret na svakoga putnika, da ga primiš, da ga ispratiš iz autobus, da mu daješ informaciju, ako neko ne zna, da ga uputiš na prav put, da ide. Znači, problemi znaje se. Kao vozače mi imamo problemi dosta na put, fatine ih. Sneg, zimnjo vreme, poledica, ali mi je profesionalci moramo se prilagodimo prema vremetu i vožnjata da prilagodimo. A letnje vreme je malce podrugše. Kad je suvo, možda vozimo i malce pobrže, ne mnogo brže, ali do ograničena brzina naša koliko nije dozvoljena. Za ovije 10 godine što vozim autobus imam pohvalnice priznanja 7 komada. Ima i čak i u firma dostaveni po kancelarijete na šefovite na direktorot i kaj mene doma ima. I u turistička agencija u Beograd ima jedan tamo okačen. Inače sam vozio mnogo grupe Beograd, Solun, Beograd, Arad, Temišvar, Rumunija, onda Beograd, Italije dole. Svugdje sam prestrio. Potrebni se vozači, profesionalci od višite kategoriji. Potrebni se vozači za posebni relaciji sa odvetnih kvalifikaciji. Najdobri meni treba za naši buldožeri, traktori, kombajni, kamioni, autobusi ni treba. Vozači, savesni, odgovorni, zdravi, budni ni treba. Vozači, primatelni, predpazljivi, dobri, mudri ni treba. Vozači, sigurni, snaodlivi, čvrsti, vredni ni treba. Vozači, iskusni, doverljivi, silni, čvrsti, Potrebni se vozači, profesionalci od višite kategoriji. Potrebni se vozači za posebni relaciji sa odvetnih kvalifikaciji. Najdobri te ni treba za naši te buldožeri, traktori, kombajni, kamioni, autobusi ni treba. Vozači, savesni, odgovorni, zdravi, budni ni treba. Vozači, primatelni, predpazljivi, dobri, mudri ni treba. Vozači, sigurni, snaodlivi, čvrsti, vredni ni treba. Vozači, iskusni, doverljivi, silni, vešti, Возач Воите Шевардар Василевски Ангеле, вработен 15 години. Патуваме во скопот на транспорт Вардар, се врши транспорт низ цела Европа и Блискиот Исток. Устед патувањето секој пат има и добри и лоши страни. А повишето од сето тоа е добро. Патувањето е многу интересно. Идеме по разни земји, идеме по разни градишта, имаме контакти со разни луѓе. И така, све у свему добро е. Уште од раната моја младост, више на 17 години,
завршив едногодишна тракторска школа во Неготино и од тогаш почнав да возам, значи еве скоро 22 години, 23 сум со овој занат, а 15 години сум меѓународната шпедиција. Мислам да добро заработуваме и не е лошо. Покрај убавините на возачкиот занат, тој е пропратен и со низа загрозувања, опасности и одговорности, кои компоненти се во прилог на значењето на возачкото занимање, односно тие компоненти го прават тоа занимање позначајно. Патот кој треба да се мине за да се дојде до возачкиот занат бил нееднаков во периодот од ослободувањето па до денеска, но секогаш бил тој едноставен и многу краток, што на тој занат му давал обележје дека возачкиот занат е еден од најефтините занаети. Јас заради илустрација накусо ќе го опишам тој пат. Све до 65-та година, односно до донесување на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, со возачка дозвола од С и Д категорија можеше да се здобија возач кој поседува нужна квалификација на квалификуван, односно високо квалификуван работник во сообраќајна струка, занимање воzač на моторно возило. Тие квалификации се здобива со полагање на испит пред соодветни комисии, какви ги имаше при сите собранија на општините во нашата република. Тие комисии, односно тој начин на здобивање со квалификации беше укинат со Законот за средното школство негде во 70-та година, па наместо тој услов за здобивање со возачка дозвола од С и Д категорија во Републичкиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата од 71 година, како услов беше кажано покрај општите услови што се пропишуваат со сојузниот закон, дека со возачка дозвола од С и Д категорија може да се здобие само лице кој има завршено средно образование во сообраќајна струка, и то таксативно кажано во занимањата возач на моторно возило, автомеханичар, кондуктер и сообраќаен техничар. Вон од овие занимања и покрај најголема желба на лица, можда и со повисоки образованија, не можеше никој да се здобие со тоа занимање. Праксата покажа дека овие критериуми се нереални и во овој период ние имаме стагнација во приливот на возачки кадар од тие категории. Основниот извор на возачки кадар за потребите на нашето стопанство од секогаш била и денеска е Југословенската народна армија. Во 80-та година Организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата беше одржано дводневно советување во Крушево на тематика за состојбите и активностите на автошколите и возачките испити во Македонија. Покрај другото беше констатирано дека на подрачјето на нашата република ниедна организација на здружен труд не ставила организирано барање до било која автошкола за подготвување на кандидати за возачи на моторни возила за нивни потреби. Констатирано беше дека стопанството чувствува потреби за возачки кадар, а дека не се обезбедени извори за таков кадар. Заради тоа и еден од заклучоците гласеше да републичките асоциации на возачите изготват една обстојна анализа за состојбите со возачкиот кадар и согледување на потребите, па врз база на таквите согледувања да уследат и потребни мерки.
Се надеваме дека во процесот сега на престројувањето во образованието, односно со мерките за насоченото образование, надлежните фактори ќе сторат нешто потребно за измени на квалификационата структура и со возачки кадар.